Владата има дополнителни мерки за стабилизирање на економијата, но и заштита на стандардот на граѓаните. Изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Има да. Па немаме ние простор голем како за маневар како влада, освен на тоа да влијаеме на данокот на додадена вредност, затоа што ако ги замрзнеме цените и маржите, тогаш тие се прелеваат во другите месеци и тоа се покажа како лоша мерка. Па се споменуваат таргетирани мерки, дали може би се... Да, таргетирани, еве сега да речеме конкретно ѓубривото. Сега конкретно тоа го ограничивме, потоа ТНГ, течниот природен газ, исто така профитните маржи ги ограничивме во договор со трговците, така што имаме таргетирани мерки, но сакам да кажам, и тоа е многу важно да се истакне, дека според Меѓународниот монетарен фонд, ние како држава сме во првите 3 согласно мерките кои што ги аплициравме како процент од ДДВ за време на оваа криза. И денеска Мицкоски го повтори својот оптимизам и очекување дека од наредниот месец ќе има стабилизирање на економските текови и инфлација под 4%. Очекувам сето тоа да се стабилизира во овој тековен месец и веќе од средниот да имаме инфлација која што ќе биде под 4%, а доколку имаме стабилизирање на состојбите во Иран, во заливот, тоа што очекувам да дојдеме до оние бројки кои што до крајот на годината ќе бидат меѓу 2 и 3%.